Има година за Да, 2009 ова. Сега во медицинското средно тренирам сечеше ден. А вие сте единствениот човек кој што верувам дека нема да ме разочара и дека ќе продолжам да живеам овде да се борам за мојот дете. Ама заедно јас трпам сила од вакви луѓе кои што упорно веруваат дека работа може да смени. Апсолутно. Добри ли сте? Добро, вие добри ли? Видиме подобри сите, мора. Така биде. Нема се, тргнавме во едно што мора да го завршиме. Затоа ние вие даваме целата наша поддршка И значи многу враќањето на демократијата и демократските институции во Македонија. Перспективата на сите што живеат тука, и македонци, и обраци, сите од тие бака како што е. Не е Ево еден од најголемите региони после главни. Милион проблеми. Рестрикции со води. 21 век. Загадувањето. Неколку дена беше Тетово прогласен најзагаден. Деца растеме од едни генерации чека. Меѓу другото, Пони гледам спортски центри заборавени. Хала имamo za 20.000 недопреана пуштане игралишта било како. Да бават помалите споменици играчи. Да бават помалите спорт. Тето малка се, идеме со луѓе. Фала и на вас. Одиме напред, сите да ходиме. Добар ден. Најголемиот терет на водата на Галака, ама што не одела. Ке водам народ по мене, ке заврши ова. Колку е повезање? Овде сме били. Кој се говори со Следен сат овде во Тетово. Добро, како што гледате, по целата наша земја сме тргнати да се видиме со нашиот народ во едни полагодни агенди без многу да врзаме, но да зборуваме отворено за проблемите кои што го тиштат нашиот народ. Едно сакам да знаете, будењето на народот е присутно секаде. Не знам дали сиромаштија, дали ова напуштањето на земјата или бомбите на Заев, но го будат народот на големо на секаде на нашата земја. Многу е важен периодот кој што е исправен пред нас заради тоа што во овие неколку месеци пред да се случат изборите, изборните кампањи во Македонија ќе се случат многу значајни работи кои што ќе ни ја вратат земјата во нормал. Ова што овие го направиле е повеќе од било кој окупатор. Не можете собствениот народ да му изнајдете милион начини да го исцадите до крај. Да не му дадете шанса да заработи за достоинствен живот. Нашиот народ е скромен народ. Тој е задоволен со достоинствен живот. Не да видат сите веднаш богати. Тоа е невозможно. Нашиот народ е скромен народ. Затоа решив да го водам ова кое што е исправено пред нас. Тргнав со проектот Вистината за Македонија и објавив буквално политичка војна на власта. До кога? Додека дишат. До кога? Додека не заминат и не ни ја ослободат Македонија. Ама ми требате вие, рамо до рамо народот наш, за конечно се ослободиме. Добро вечер. Добро вечер, добро е најдо. Добро е. Добро ден, председателе, како сте? Добро е, вие добри. Браво живо. Браво живо. Месот кеде се? Ваму. Ајде. Браво, само напред. Назад никога. Нема назад. Само напред. Овие денови влеговме во парламентот. Еве денеска беше првата седница. Се разговараше само за комисиите. Ги видовте пратениците како се борат. И ќе се борат до крај. Првите закони се законот за укинување на екстерното тестирање и другите закони кои што допираат директно до потребите на граѓаните. На секој 3 недели ќе поднесуваме закони. Па да го видиме Груевски како ќе издржи во тој дел. Паралелно специјалниот јавен обвинител ќе почне да работи.
ќе почнат промените во македонската радиотелевизија и во агенцијата за медиуми. И кога ќе го победам Груевски, нов пекол се отвара пред мене и пред народот заради оваа заборченост на Македонија, заради оваа уништеност. Ама нема среќа во едно семејство ако се околу нас е нестрекно. Мораше ова битка да ја води некој, а мене ми се падна честа. И да знаете, ако бидеме заедно како народ, ќе ја туркам битката до крај. Јас сум спремен да се борам додека дишам, за да се ослободиме.